Градежното земјиште е ограничен ресурс и од тука транспарентноста во неговата продажба е од клучно значење и треба да ја оневозможи корупцијата и нееднаквиот пристап на граѓаните. На кого општините им го продаваат градежното земјиште, граѓаните можат да знаат само ако имаат платен пристап до изданијата на службен весник на Република Северна Македонија. Истражувањето спроведено во 8 општини во земјата покажува дека нетранспарентноста оди дотаму што дел од општините не ги доставуваат склучените договори ниту преку барање за пристап до информации од јавен карактер. Нетранспарентноста во обелоденувањето на одлуките за продажба на државно градежно земјиште оневозможува информираност на граѓаните и го зголемува ризикот од злоупотреби. Истражувањето покажува дека 6 од 8 мониторирани општини – Битола, Неготино, Хичево, Куманово, Струмица и Штип – во последните 5 години продале 508.000 метри квадратни градежно земјиште, кое било во сопственост на државата. Ниту една парцела во периодот од 2019 до 2023 година не огласиле ниту продале општините Тетово и Чаир. Цената за 1 метар квадратен државно земјиште во изминатите 5 години се движела од 71 денар до 18.400 денари. Имајќи ги предвид актуелните состојби, потребно е во иднина општините да ги објавуваат повиците за продажба на државно градежно земјиште и на своите веб страници, како и во локалните медиуми. На овој начин ќе се зголеми информираноста на локалната јавност со цел да се овозможи еднаков третман на сите заинтересирани, да се зголеми конкуренцијата, а со тоа и вредноста на продаденото државно земјиште. Општините на своите веб страници треба да ги објавуваат и одлуките за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на државата, како и склучените договори со купувачите на државното земјиште. На овој начин ќе се овозможи поголем увид на граѓаните и навреме ќе може да се укаже на евентуални незаконитости во процесот. Зголемувањето на транспарентноста во целиот процес на продажба на државното градежно земјиште ќе придонесе кон зголемување на довербата на граѓаните во процесот и воопшто во секторот градежништво, каде во изминатите декади се наталожија сериозни проблеми и стана еден од најподложните на корупција. Подетално за наудите и препораките прочитете повеќе во истражувањето Недоволна транспарентност и ниски цени при продажба на државно градежно земјиште, кој е објавено на веб страницата www.ccc.org.mk. Истражувањето е спроведено од страна на Центарот за граѓански комуникации заедно со 8 здруженија на граѓани на локално ниво, во рамките на проектот Заштита од корупција, што се спроведува со финансиска помош од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје.